Секој 50-ти американец досега се заразил со коронавирус. Вкупната бројка на инфицирани надмина 6,1 милион, а од нив 185.000 починале. Дел од здравствените експерти прашуваат дали Центарот за контрола и превенција на болести одговори соодветно на пандемијата. Одовде експертите на Центарот за контрола и превенција на болести, познат како CDC, ги следат сите инфекции низ светот. Тие помогнаа да се спречи ширењето на еболата, заедно со Светската здравствена организација речиси ја искоренија детската парализа и секоја година се борат со сезонскиот грип. Доктор Дейвид Сачер, поранешен директор, вели дека земјите ширум светот се подпираат на CDC за релевантни здравствени информации. What I remember is that whenever there was a major issue in the world, people called the CDC before they called the World Health Organization, even though there was a very good working relationship between the CDC and WHO. Но критичарите сметаат дека CDC не одговори соодветно на пандемијата со коронавирус, особено зашто првичниот тест кој го изработи се покажа како неконзистентен. Сепак повеќе поранешни директори ја бранат оваа федерална агенција. Велат дека на почетокот многу работи биле непознати. I would love to be able to do is to rewind the tape, because we do know some things for sure about this virus. We know it's incredibly transmissible, and we know that most people are still susceptible. The more we learn, the more we know, the better we can control it. Поранешните директори велат дека во борбата со вирусот политиката мора да се тргне настрана и дека сите треба да работат заедно за да се стави крај на пандемијата. Somebody needs to call attention to what we have to do together. And that's a level of leadership that for which there's no substitute. It's at the level of the president. А председателот Доналд Трамп притиска за отворање на училиштата и бизнисите, иако вирусот се уште не е под контрола. CDC изготви протоколи како тоа да се направи со најмал можен ризик. If you have politicians saying that CDC guidance is a barrier to getting children back into school instead of the roadmap for doing it safely, the whole system breaks down. Од друга страна, CDC неделава ги информираше сите 50 сојузни држави да се подготват за евентуална дистрибуција на вакцини за коронавирусот до 1 ноември, 2 дена пред гласањето во САД. Дел од здравствените експерти сметаат дека тајмингот е симптоматичен. Од Белата куќа одговорија дека тоа нема врска со изборите, иако едно од главните ветувања на председателот е вакцина до крајот на годинава. Ниту една вакцина се уште нема одобрение за употреба во САД, иако неколку се во третата завршна фаза од клинички испитувања. Од Белата куќа пак за Гласот на Америка велат дека администрацијата на председателот и CDC работат заедно уште од почетокот на пандемијата и дека најголем приоритет за Доналд Трамп е здравјето и безбедноста на американските граѓани. За Алфа од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.